Во колективното човеково паметење, наречено историја, постојат одредени луѓе кои од генерации што доаѓале после нив биле нарекувани велики заради големите дела што ги направиле за својот народ, а тоа го посведочила и иднината што следела. Александар Великиот е точно таков. Велики го нарекува светот, ние го викаме македонски, зашто е наш. А наш е зашто е од нашиот македонски род и зашто татковината име на мајка и нему му е презиме. Исто како нас, па ни го оставил во наследство да го носиме цели 2300 и кусур години како идентитетски бренд. Понекогаш на великите им се случува да почекаат за да им дигнат споменици нивните дома, но никаде во историјата никој велики не чекал 23 века, освен него, можеби затоа што е најголемиот меѓу великите, зашто како што и самиот вели, Бог ме обдарил со сила за невозможните дела и потфати, несфатливи за обичниот човек. Затоа, јас и ударите на судбината сум подготвен да ги примам назад, иако знам дека ќе бидат и посилни и посурови отколку кон обичниот човек. Од друга страна, секој современие е должно да изнендри одредени личности од еден народ кои ќе бидат визионери, своевидна авангарда во борбата за националната вистина и трагачи по неа во име на радолюбието, а радолюбие по македонски значи да го љубиш својот род и да действуваш во согласност со тој прв човечки принцип. Така и во нашата денешна македонска вистина и во нашето современие се најдоа луѓе кои тоа го направија наместо нас и за нас. И без оглед на тоа што ќе речат другите, зашто вакви дела се прават за своите. Денеска сме ние сите тука да се обединиме и да застаниме по знамето на Александар Македонски и нивните успеси што ги постигнале македониците во минатото. Денеска е денот да се погледнеме назад колку ние сме биле успешни. А денеска ние треба тој успех да го поттикнеме. Пред се, ние денес сме тука и ние тоа треба да го поттикнеме на нашите деца и идните поколенија дека е потребно сите заедно да работиме ко браќа и сестри и да работиме да изваеме Македонија да биде една од најубавите држави на Балканот. Ова е споменик на Александар Македонски, кој ќе е подигнат за прв пат во Република Македонија. Но мислам, нема само тука, туку ќе има извици, Александар Македонски ќе биде роден и во другите градови на Република Македонија и другите делови на етничка Македонија. Александар не е само крал на македонците, тој е крал на визијата на светот. Александар Македонски бил визионер, не бил покорувач, туку бил најголемиот обединувач на народите, кој што и ден денеска лидерите се мерат со него. Затоа се ангажирав да го изградиме споменикот на Александар Македонски и да го подарам во својот град Прилеп. Не само за прилепчани, туку за сите македонци во Македонија и надвор Македонија и во светот. На денешен ден пред 5 години на прилепчани им се случи она што денес го доживуваат скопјани, но и на пошироката македонска јавност. Националната еуфорија и колективна состојба на духот, која исто така по македонски се вели кога конечно душата ќе ти дојде на место, а во случајов тоа е идентитетско суштинска важност. Ако сознавањето на минатото е говорот на сликата за сегашноста, тогаш историското наследство е пејзажот на меморијата за идентитетот.